Адвокатите на американскиот председател Доналд Трамп го советувале да не оди на сослушување кај Роберт Мулер, специјалниот советник кој го истражува можниот заговор меѓу Русија и изборниот штамп на Трамп, за да се влијае врз председателските избори во 2016 година. Нью Йорк Таймс наведува дека адвокатите биле загрижени од и со оглед на наклонетоста на Доналд Трамп за давање лажни изјави, како и неговата контрадикторност, тој би можело да биде обвинет за лажење на исследниците. Трамп во минатиот месец изјави дека е подготвен да биде интервјуиран под заклетва од специјалниот советник Роберт Мулер. I'm looking forward to it, actually. You want to give a date set? There's been no collusion whatsoever. There's no obstruction whatsoever. Сепак новинската агенција Reuters, повикувајќи се на анонимен извор, наведува дека се уште не е донесена одлука дали Трамп ќе се согласи на интервју со Мулер. Трамп негира секаков заговор меѓу неговата кампања и Москва и ги отврли истрагите за можната руска вмешаност во изборите како лов на вештерки. Ако председателот одбие да разговара со Мулер, тогаш тој би можело да го повика председателот да сведочи пред така наречената голема порота. Таквата судска постапка може да доведе до Врховниот суд, кој ќе треба да реши за случајот. Џон Доут и Џеј Секулов, кои го предводат тимот адвокати што го советуваат Трамп, сакаат председателот да го одбие барањето за интервју. И долгогодишниот личен адвокат на Трамп, Марк Касовиц, според Нью Йорк Таймс, исто така бил предпазлив во врска со доброволно дадено интервју. На сличен став, според Нью Йорк Таймс, бил и Ти Коп, адвокат кој беше ангажиран во јули лани за да се справи со одговорот на Белата куќа во врска со наводите за руската вмешаност во изборите. Како одговор на барањата за коментар од Reuters, Доут и Коп испратиле изјава во која се вели дека разговорите меѓу личните адвокати на председателот и канцеларијата на специјалниот советник за тоа како и под кои услови ќе се разменуваат информации, разбирливо биле приватни.